Здраво, здраво на сите, време за уште една епизода на емисијата се кладиме. Од оваа емисија се наоѓаме во друг амбиент, се наоѓаме во спорт кафето на Евротип спортски обложувалници. Назад се движат луѓе, уплаќаат, некои добиваат, некои не. И ви посакуваме да направите добри тикети, добитни тикети. Каква е атмосферата, Зоки? Ајде кажи ми малку како се чувствуваш? Од време на време некој ќе ни застане вака сигурно како шопрат овие. Па ми се чини дека сме во најжешкиот период на сезоната. Има надпревари секојдневно, европски купови, национални првенства. Сигурно нема да недостига понуда. И сега само прашање на избор. Кој што ќе избере? Например, ако те слушаат тебе, кога се врати од Кина, постојано си добител. Да. Предходната недела конечен резултат на дербито. 2-1, Предходно од Кина добитен тикет. Да, јас морам во Кина да се преселам нешто се случи таму во Кина. Да, се просветлим на кинескиот зид. Заврши 8-та етапа на нашата игра, 11 евро шанси за 100.000 денари, добивката постојаната на 8-та етапа е во Прилеп Рубин. Некој Рубин, значи таму не знам точно кој Рубин, пола град се викаат Рубин. Да. Така да честито Рубин, честито пријатели, со здравје си ги трошиш парите во тек е 9-та етапа. Направете добар тикет, добро мислете како да ги направите вашите избори, што точно да типуваат. Веќе билтенот е скоро се како да е книга од Достоевски, толку страници има веќе. На почеток имате нови игри, не заборавајте, има повеќе од 250 игри, објаснување за која игра, како да играте и така натаму. Креирајте брз тикет на Евротип мака и така натаму и така да не давам, да не зборам многу. 9-та етапа е во тек. Зоки, кажи ми од претходната недела што се случуваше, што ти остави впечаток, некое твое мислење и одиме потоа за креирање на еден тикет. Па вака, Лигата на шампионите сигурно беше во центарот на вниманието, неколку надпревари и натаму се коментираат, се раскажуваат. Бајерн победи со 6-0 во Белград. Знам дека многу македонци беа да го гледаат мечот помеѓу Црвена звезда и Бајерн. Левандовски постигна 4 гола и веќе има 10 гола на 5 надпревари. Тоа е месечни рекорд. Никој во Европа не постигнал толку рано 10 гола. Некогаш со 10 гола си прв стрелец на цела Лига на шампиони, а човекот има 10 гола уште незавршена групна фаза. Интересен беше мечот Реал Мадрид Пари Сен Жермен, заврши 2-2. Реал имаше 2-0 до 80 минута, прими 2 гола во 2 минути, а и на тој меч и на мечот помеѓу Славија и Интер многу се коментира имплементацијата на ВАР системот. Имаше ситуации каде што судијата се врати на минута 2 од Важно коментиравме пред да почнеме со снимање. Да. Твое мислење во врска со ВАР системот? ВАР системот сигурно е позитивна новина, меѓутоа треба да се перфекционизира, не може да се употребува секогаш и таа конфузија која што ја прави бидејќи луѓето не знаат точно кога ВАР мора да интервенира, мора да престане. Значи треба да се нагласат точно само во одредени моменти кога би ситуации, можело, бидејќи на мечот Славија и Интер се случи нешто апсолутно несекојдневно. Интер постигна гол за 2-0, судиите го поништија, врати акција пред 2 минути, по судија пенал за Славија и Славија даде гол 1-1. Да. Тоа или на филм или на PlayStation беше така. Сега гледаме дека се случува во реалниот свет. Тоа треба да се перфекционизира за да не доаѓа до едни такви ситуации. Абсурдни ситуации, баш. Нема поабсурдно од ова. Окей. Следно, што не очекува? Да им кажеме на сите кои што типуваат дека почнува еден голем настан на овој викенд, светското првенство во ракомет за жени во Јапонија и треба да биде најава за она што следува во јануари. Европското првенство во ракомет во машка конкуренција, Македонија ќе учествува на шампионатот. Да, тука морам да те прекинеме на секунда, само да спремаме нешто многу интересно, ќе ве оставам во исчекување. Не заборавајте да доаѓате во спорт кафињата на Евротип спортски обложувалници, да гледате во живо, да типувате во живо и во врска со тој ракомет имаме некои новини, но се уште ништо не можам да кажам, затворена уста. Добро, значи доаѓаат ракометни месеци, сега Така. жените се загревање, женското светско првенство е загревање. Тука оние кои што сакаат да типуваат уште наутро ќе можат на почетокот од денот да ги пронајдат надпреварите бидејќи се игра во Јапонија. Значи Така да отсабајле пиење кафе и кафе со женски ракомет е почеток Да. на денот. А во јануари тоа ќе биде спектакл. Фалангата во Виена и голем број на љубители на ракометот покрај Мали Текрами. Супер. Ајде да направиме еден тикет. Ајде. Ние извадивме неколку, пролиставме, разгледавме, размисливме, извадивме неколку такмици. Значи Пак имаме дерби во некои национални првенства. Во Франција имаме големо дерби, Да. неколку интересни надпревари во Шпанија. Так. Атлетико против Барса игра. сепак ќе почнеме со англичаните. Ајде. Како што викат, не игра на енглезе, али ние играме Норвич Арсенал. Знаеш, во Англија векола поред менуваат тренери Како чорапи. како чорапи, така да Тотенхем минатата недела го смени Почетино, дојде Мориньо, а сега отказ доби Емери, Арсенал е без тренер и ќе назначи Деновиве.
7 надпревари немаат победа, тоа не се случило 20 години, така да во црна серија е Арсенал и Фреди Љумберг, легендата на клубот, ќе води екипата како вршител на должност додека биде назначен нов менаџер. Така. Јас малку разгледав во врска со надпреварите помеѓу Норвич и Арсенал, претходно завршувале со 2-1, 1-0, 1-0, 2-4-1 во корист на Арсенал. Да, Арсенал е апсолутен фаворит, му лежи традицијата, му лежи Норвич како поднебие за гостување. Да одиме со конечно типување. Конечно типување, јас мислам дека Арсенал ќе прекине серијата и дека ќе победи без разлика што Ајде Арсенал, ајде, напред. Доаѓа нов месец, ноември им беше црн, воопшто никого не победија, сега доаѓа декември. Black Friday помина. Black Friday помина, на 1 декември играат, значи декември мислиме дека ќе им почне добро. Супер, Манчестер Юнајтед, Астон Вила. Манчестер Юнајтед уште една екипа која што не ја сакаат веќе неколку години сите кои што типуваат, бидејќи екипа која што не може никој да ја прогнозира. Значи, видовме со Ливерпул не изгубија, дури ризикуваа да победат, а вчера изгубија од Астана. Тим кој што финансиски вреди колку еден фудбалер на Манчестер Юнајтед. Непостојани се, имаат многу млади играчи, имаат менаџер кој што исто така е млад, кој што е втора година како професионален менаџер, но играат со Астон Вила, можеби ривал по мерка да почнат нова серија. Типувам дека ќе победи Юнајтед. Исто и јас. Јас исто играм конечен резултат. Кетс претходно играле 1-0 победа за Манчестер во корист на Манчестер, 0-1, 3-1, 1-1, имале само еден нерешен меч, 4-1 во корист на Манчестер, така да мислам дека одиме на чист Кетс. Менаџерот ја заштеди цела екипа. Во Казахстан патуваа само младинци, за да има првата екипа за мечот против Астон Вила. Ова му е приоритетен меч и мислам дека ќе газат. Хофенхем, Дизелдорф. Ајде, тука да видиме. Одиме Бундеслига. Бундеслига е првенство со најмногу голови во Европа. Значи, ако типувате на голови, тогаш внимавајте, Франција е првенство со најмалку, а Германија со најмногу голови. И тука ретко првите завршуваат 0-0. Хофенхем, Фортуна, Дизелдорф. Хофенхем по мене изразит фаворит. Многу подобра екипа. Имаше мирна недела да го подготви овој меч. Нема пречки, мисля че дека ќе победи. Да, чист Кетс. Одиме чист Кетс. Ајде ке французите малце. Лил Дижон. Лил нема шанси во Лига шампиони, нема ниту една победа, елиминиране, но во Франција делува многу моќно против помалите тимови. Дижон е еден мал тим. Мислам дека нема што да бара во Да, едноставно. Претходно играле со 1-0 победа на Лил, 1-2, 2-1. Значи се победи на Лил во меѓусебните дуели. Така да мислам дека ќе продолжи серијата. Победа на Лил, да. Да, Монако, Парис. Рековме, ова е дерби, без разлика што екипите на табелата ги делат многу бодови. Парис Сен-Жермен е неприкосновен. Изгуби 2-3 надпревари во Франција во првите 10 кола, но и натаму има 10 бода предност. Тука не може никој да го стигне и колку сака нека кексира. Морам да ти ги кажам претходните како одига, сигурно ги знаеш, али еве за нашите гледачи. 3-1 во корист на Парис Сен-Жермен, 0-4, 4-0, 7-1, 3-0, така да мислам дека се победи на Парис и се победи со голови, така? Со голови, да. И покрај што французите не даваат толку голови, ајде да играме 3+. Да. Мислејќи дека овој меч ќе биде источок, дека Парис ќе победи и ќе победи со голови. Така да 2 и 3+, добра комбинација. 2 и 3+. Одиме. И последно со италијанците Наполи Болоња. Наполи кој што го следиме заради Елмас, така со поголемо внимание. Наполи има една многу необична ситуација. Во криза се и председателот ја суспендира цела екипа, бидејќи не се појавија во карантин. Тоа значи дека отприлика по 200.000 евра секој фудбалер ќе мора да издвои од платата за да Што се дојде си одделат, не? Од неколку милиони, 200.000. Меѓутоа игра добро. Последниот меч против Ливерпул на Енфилд потврди дека Наполи има неспорен квалитет, дека не е екипа која што заостанува толку многу како што заостанува во Италија. Болоња е идеален противник да излезат од таа криза, ми се чини дека немаат победа 4-5 надпревари, играат повеќе нерешено колку што губат во Италија, но сега Сан Пауло, домашен терен, добра клима порето против Ливерпул. Има и некоја најава дека председателот најавил средба да се помират страстите тука со фудбалерите. Така. Мислам дека не може Наполи долго време да биде без победа и дека Болоња е идеален тим да ја прекине црната серија. Предходно само еден меч од сите што ги извади в 5-6 меча има Болоња победа врз Наполи. Да речем било 3-2 во корист на Болоња, 3-2 за Наполи, 3-1, 0-3, 1-7. Значи исто паднале многу голови. Одиме со чист Кетс. Чист Кетс, Наполи, победа на Наполи, да.
Драги наши гледачи, ова беше нашиот тикет. Не заборавајте да играте на 9-та етапа за 11 евро шанси за 100.000 денари. Се гледаме следната недела. Да, Тоа е тоа тоа. е. Ајде да видиме дали имаме добитен тикет. Да, ако е кинеската ще има и натаму од Да, ако продолжи ќе видиме. Ние вечера гледаме тука организирано гледање на фудбалски надпревар, така да и вие бидете во спорт кафињата на Евротип спортски облажувалници, пиете добра пијачка, дружете се, навивајте и типувајте во Евротип спортски облажувалници. Се гледаме и натаму. Се гледаме.